Сега е 19 часот и 16 минути. Ја следите емисијата на Македонски корени со вашите домаќини Бети Треноска и мојата маленкост Јован Треноски. Се надеваме дека сте задоволни од досегашниот тек на емисија во Македонски корени и дека ќе останете до крајот на истата. На располагање имаме уште 80 на минути во кои ќе ви понудиме уште неколку музички номери, но и разговор со нашиот следен гостин. Токму така, почитувани наши слушатели и гледачи, наш и ваш денешен гостин, како што и најавивме неколку пати во текот на емисијава, е господинот Страшо Ангеловски, председател на конзервативната политичка партија МАК, колумнист, од неодамна е и советник во град Скопје, но и добар познавач на политичките збивнувања во Македонија и пошироко, кого доколку е се во ред со линковското повразување, го повикуваме да ни се придружи. Веќе се гледаме, се надевам дека нема да имаме проблеми со звучниот сигнал. Господине Ангеловски, ако не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте на уште една заедничка средба на Македонски корени. Не причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите оние кои се со нас во овие моменти не слушаат и гледат. Добро утро за сите овде во Македонија, добра вечер за вашите слушатели и гледачи таму во далечната Австралија, добро ве најдов. Со трпение очекував да бидам вклучен, затоа што искрено со задоволство учествувам во вашата програма. И на почетокот, како човек роден во Прилеп, како прилепчанец, кој 90% го славиме денешниот празник Свети Никола, кој е и моја домашна слава, еве на сите ширум светот, на сите македонци, на сите православни, да им го честитам големиот, наистина големиот празник Свети Никола. Честите, нека е славата и вам и на сите што го слават. Добро. Ови утро и од мене, господин Ангеловски, се надевам дека денес, како и во претходните ваши гостувања, на Македонски корени ќе имаме плодна дискусија и во наредниве 35-40 минути, колку што имаме на располагање, ќе го задржиме вниманието на сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. И пред да ми кажете нешто, дозволете и јас да ви честитам куќната слава, но и новата функција како советник во град Скопје. Ви благодарам за честитките за славата, благодарам и за честитките за функцијата. Јас искрено не бев ниту со потреба, ниту со желба да ја имам таа функција, меѓутоа коалицијата процени дека треба така и сега се враќам од една позиција со која постојано 30 години се занимавам со глобалната, со стратешката позиција на Македонија, со геополитиката и геостратегијата, сега најнаш влегувам во една нова позиција со локалните проблеми на градот Скопје, меѓутоа да се надеваме дека ќе помогнам во решавање на некој од нив и дека ќе имаме плодна 4-годишна работа во Советот на град Скопје. Ви посакуваме среќа за да истраете во тешката работа. Министрите на Европската Унија ги усвоија заклучоците за проширувањето, а Македонија остана со она заевото мало сутра. Бугарското вето за Македонија остана. И покрај тоа што има заклучоци за проширувањето, вие во тие заклучоци не се најде формулацијата меѓувладина конференција за Македонија, формулација со која ова ненародна влада на заев ја труеја цела македонска јавност дека ќе сме добиле датум за да ги започнеме преговорите до крајот на оваа година. Како ќе ги оцените овие заклучоци кои во очите на бирократите од Брисел биле успешни бидејќи бил постигнат некаков компромис? За каков компромис говорат тие? Кога и овој пат компромисот падна врз грбот на Македонија? Знаете, ако се сеќавате на нашите досегашни разговори, постојано повторувавме дека едноставно Македонија нема скоро да добие датум за отпочнување на преговорите. Зборувавме дека е сето тоа лага, зборувавме дека еднаш веќе бевме излагани затоа што од авионот во кој летаа од владиниот авион ни беше веќе соопштен датумот, потоа уште неколку пати тој датум беше соопштуван и едноставно оваа власт само се одржуваше на власт продуцирајќи такви датуми кои еве никогаш не дојдоа и ниту ќе дојдат. Именно она што го донесе како заклучок Европската Унија говори дека барем во наредните 5
ако не и повеќе години, Република Македонија не може да ги отпочне преговорите. Јас сум малку поголем песимиста, јас пак тврдам дека Република Македонија никогаш нема да ги отпочне преговорите, затоа што едноставно тоа е една глобална политика во која така е предвидено. Ние за жал многу одамна, ако не и цели 30 години, размислуваме многу тесно, размислуваме само околу Република Македонија и нејзините соседи. Ние размислувавме така тесно и во преговорите со Атина, размислуваме така и во преговорите со Софија. Едноставно, не се тоа билатерални спорови, како што нам ни е наметнато, како што пиар мајсторите на владата сакаат да ни представат, дека едноставно ние имаме спор само со Атина и со Софија. Не е точно. Значи, спорот е многу поширок. Тој постои уште од 90-та година, уште од моментот кога на Република Македонија и беше дозволено да се отцепи од дотогашната СФР и да формира своја независна и самостојна држава. Меѓутоа, тоа беше потреба, бидејќи ниту Европската унија, ниту НАТО немаат своја автентична политика. Тоа беше потреба на американската надворешна политика при растурањето на СФР да се отвори Јужен фронт за да се одземе силата и моќта на Србија, односно на дотогашната JNA. И веднаш после тоа, откако си ја увидоа собствената немоќ да го решат македонското прашање, кое еднаш го реши, ја предстои и 8 години во 1913-та, со тоа што го избриша. Значи, веднаш од тој момент веќе започнува да се игра со судбината на македонската држава и македонскиот народ и да се бара начин како да дојде до конечно решавање на македонското прашање. А според нив, македонското прашање може да се реши само со бришење на постоењето на македонскиот народ. Сталин еднаш има речено дека проблемите на човекот завршуваат со неговата смрт. И исто така и проблемите со една држава, со еден народ, со една нација ќе завршат заедно со неговата смрт. И од тука не треба да не зачудува таквата одлука, не треба да зачудуваат таквите заклучоци на Европската унија, која нормално работи онака како што е во интерес на хегемонистичката политика на Соединетите Американски држави. За жал, Европската унија не успеа да изгради своја моќна надворешна политика, не успеа да изгради, да речеме, ниту своја одбранбена политика, не успеа да се етаблира како чинител, како политичка сила која ќе биде рамноправна меѓу големите сили. Тоа се Русија, Соединетите Американски држави и Кина. Европската унија за жал представува еден толкав сојуз, представува монета за подкусурување меѓу големите светски сили. Дали може усвоениот заклучок Македонија веднаш да ги почне преговорите штом ќе се усвои преговарачката рамка, да се смета за добар компромис, како што сега овие од власта, но и бриселските бирократи се фалат? Како овие заклучоци, поточно недобивањето на датум за почеток на преговорите, ќе се одрази врз новото парламентарно мнозинство со влегувањето на алтернатива во владината коалиција, кое влегување го направија, се разбира, со помош на балканските методи? Знаете, токму тука е и замката или тука е и проблемот. Недонесувањето на таа рамка, преговарачка рамка е проблемот. Не е проблем откако ќе се донесе веднаш да започнат преговорите. Ами ние сме свесни дека таа преговарачка рамка постојано ќе биде надградувана, ќе биде проширувана, односно ќе, и ако не биде проширувана, ќе се инсистира на оние услови кои Софија веќе ги има поставено. Од тука не е проблем нам да ни се рече дека што ќе биде прифатена преговарачката рамка, вие утредента ќе ги почнете преговорите, доколку сите јасно знаат дека преговарачката рамка нема да биде прифатена. Од друга страна, кога се зборува за компромис, ние сме сите сведоци дека нам ни се зборуваше за компромис и во наметнатиот антицивилизацијски спор со Атина, и дури бевме убедувани дека навистина се дојде до компромис. Ами јас и тогаш реков и сега повторно ќе речам, тогаш не моравме ние воопшто да се измачуваме за да добиеме таков компромис. Владата на Петен во Виши во 1940 година таквиот проблем компромисно го реши со тоа што веднаш капитулираше. Значи, можевме ние да ја подпишеме таа иста капитулација која ја подпишавме 2018-та, односно си променивме име и идентитет и се она што нас не краси како македонци,
и што ни следува на крајот на краистата според сите меѓународни норми и според сите норми за човековите права. И од тука јас навистина не гледам можност за било каков компромис со Софија, се додека се инсистира само на вистината која постои од едната страна и барањата кои постојат од другата страна. Што се однесува до владата, што се однесува до можноста за нејзино обстојување или не, ние навистина влеговме во една комедијанска ситуација, но нормално е кога комедијант е начело на влада да влеземе во таква ситуација. Ние, за жал, во моментот во Европа имаме само двајца комедијанти кои водат две држави и тие две држави станаа нефункционални и се извор, внимавајте, извор на можна нестабилност на Европа и на светот. Тоа се Украина со комедијантот Зеленски и тоа е Македонија со комедијантот Заев. Украина веќе е закана за светскиот мир, Украина е веќе закана за можноста да влеземе во Трета светска војна, а Македонија со ваквото однесување на комедијантите во оваа држава е закана за балканскиот мир, за балканскиот развој, за развојот на односите овде на Балканот, а инаку да сме начисто дека таа влада не ја раководи Зоран Заев, таа влада веќе одамна 4 години ја раководи Дуи и Артан Груби. Новиот бугарски премиер Петков најави нова 6-месечна рамка и формирање на повеќе комисии кои би работеле на повеќе прашања поврзани со договорот за добрососедство. Каков е вашиот став за овој чекор на господинот Петков? Која е задната цел на оваа рамка која ја најави Петков? Дали тоа е одговор на македонскиот план 5+1? И што мислите, каков резултат ќе се добие со комбинирање на овие два плана? Па доколку е тоа искрено, она што за што тој се залага, отварање на преговори и во иднината, не само во минатото во историјата, односно преговори за енергетската соработка, за коридорот поврзување и така натаму, тогаш навистина би било едно поместување од мртвата точка, меѓутоа, повторно ќе речам, во Бугарија не постои политичка сила подготвена да отстапи од веќе воспоставените барања во однос на Република Македонија, затоа што едноставно вие гледате дека политиката и успехот на изборите, политичките партии во Бугарија ги градат врз основа на македонското прашање. Од тука, дали воопшто ние можеме да очекуваме дека постои таква политичка сила подготвена да се повлече од барањата или од така наречените црвени линии кои големо бугарската политика веќе ги има зацртано во односот кон Македонија. Јас искрено не верувам во таквата можност, меѓутоа ќе оставиме да видиме што ќе се случува наредните 6 месеци, иако еве уште сега, според мене ќе кажам дека нема да дојде до поместување за ниту 1 милиметар. Покрај 6-месечната бугарска рамка, која ја најави новиот премиер Кирил Петков, рамка за решавање на спорот помеѓу Бугарија и Македонија најави и францускиот председател Емануел Макрон. Разликата е во тоа што неговата рамка е до средината на февруари. Каде ја носат Македонија со овие рамки? Знаете што, повторно ќе го земеме тоа сето како политички маркетинг. Ние знаеме дека во Франција ќе се одржуваат председателски избори и токму затоа рамката на Макрон е поставена пред времето на одржувањето на председателските избори. Тоа ќе рече дека повторно и тоа во функција на внатрешната политичка ситуација во Франција. Од друга страна ние влегуваме во пост-Меркелова ера, односно Европската унија влегува во ера после Меркеловото владење. Госпожа Меркел беше она која го, ајде да речеме, обележи овој период на Европската унија. Во меѓувреме во Германија се уште се воспоставува системот на владење меѓу зелените и социјалдемократите и така натаму, и Макрон тука се обидува покрај тоа што, значи, со ваквите рамки и со ваквите потези сака да изгради своја позиција внатре во Франција пред председателските избори, тој се обидува во таа пост-Меркелова ера да ја изгради Франција како предводник на Европската унија. И тој веќе тоа вешто го прави повеќе години, меѓутоа ќе видиме како ќе се однесува Германија понатаму. Гледаме дека имаме една германска влада која, за жал, заигра на најострите ноти токму против Русија, она што една Меркел која можеби многу грешеше во мигрантската криза и во некои други прашања, меѓутоа точно знаеше дека со Русија не смее вака да се заоструваат работите како тоа што сега го прави новата германска влада.
Господин Ангеловски, опростите што ќе се земам за право да побарам малку побрзо во одговорите, ама не да испуштите нешто. Ќе ја види ли Македонија светлината на денот, ако и понатака како главен услов за влез во Европската Унија е усвојување на преговарачката рамка која ја наметна Бугарија? И како го објаснувате новото веглање од страна на владата дека владиното мнозинство е стабилно и ќе биде стабилно, дури и да не добиеме датум за почеток на преговорите, објаснувајќи ја таа теза со тоа што не гледале друга алтернатива кај опозицијата, бидејќи во таа друга алтернатива била левица на Димитар Апасиев? Најпрво еве многу кратко ќе кажам дека барањата на Софија и Атина еве да ги прифатиме и како легитимни, бидејќи тие бараат нешто што сакаат. Меѓутоа, проблемот не е во нивните барања, проблемот е во тоа дали меѓународната заедница го прифаќа таквиот однос, а го прифаќа еве веќе со години и децении назад, и дали во Република Македонија постои политичка сила подготвена да ги прифати таквите самоуништувачки барања. За жал, видовме дека постои, за жал видовме дека се тоа условно речено следбеници на истите оние внуци, синови, на истите оние кои до 90-та година беа подготвени послушно да ги примаат наредбите од Белград, кои притоа имаа привилегии, работејќи во сојузните собранија, во сите сојузни органи, тие истите денеска ги примаат наредбите од надвор. И тие ја воведоа Република Македонија во безалтернативната политика. Држава која има безалтернативна политика, таквата држава нема иднина. Само оние политичари кои размислуваат со можна алтернатива, доколку едната можност се покаже како недобра за државата, само тие можат да... Што се однесува до ние сме сведоци дека 30 години наназад се зборува за националистите, за ваквите и за онаквите од другата страна, дека се тие закана за демократијата во Македонија, дека се закана за мирот во Македонија, и еве денеска повторно ја слушаме истата приказна. Не знам зошто тука се споменува Левица и Апасиев, кога таа партија едноставно може да биде само дел од владата, а не може да биде носителот на програмите. Од друга страна, вие го слушнавте, да речеме, на последниот конгрес на ВМРО ДПМН, ја чувте една реченица која мене лично ми остави впечаток на староновиот председател Мицковски, реченицата за заеднички патриотизам. Ние 30 години заборавивме да градиме заеднички патриотизам во оваа држава, имено. Патриотизмот не е ниту национализам, ниту шовинизам. Патриотизмот доаѓа од зборот патрија или држава. Патриотизмот значи изградба на државата, не значи изградба на некој национализам, етноцентризам или не знам што. 30 години ние требаше кај сите граѓани на оваа држава, без разлика на нивното етничко потекло, да го градиме патриотизмот. И ако тоа го правевме така, ние денеска немавме да дојдеме во ситуација дуи и Бујар Османи да бидат преговарачи во измислениот и антицивилизацијски спор со Бугарија, и едноставно немајќи патриотизам кон државата во која живеат, творат и на крајот на краиштата во која се реализираат како министри и како доктори и како не знам што, да се подготвени да потпишат било какви барања, затоа што болката во нивните срца не е иста како болката во моето и во вашето срце, ако ја избришеме нашата македонска историја. Сите сме сведоци дека Македонија начело со оваа власт во последниве 4 до 5 години ги има напуштено македонските национални, но и државни интереси, и токму затоа ни се случуваат вакви работи погубни за Македонија и македонскиот народ. Дали една од причините е поради неправењето на разлика помеѓу нација и држава и нивната корелација и концепт, но и поради начинот на кој функционира македонската дипломатија, која е сведена само на реакции на надворешното политичките случувања и актерите во меѓународниот систем. Ајде ќе почнеме од назад, па ќе одиме кон напред. Значи, Република Македонија за жал нема дипломатија. Нема дипломатија во на вистинска смисла на зборот. Република Македонија има само ДКП-а, во кои наши службеници се обидуваат да ги услужат нашите граѓани кои живеат во државите, онаму каде што тие дипломатски конзуларни представништва постојат. Ние немаме проактивни дипломатски односи. Ние се извинувам.
Ние за жал во овие 30 години не успеавме преку дипломатски пат да создадеме пријателна Република Македонија. Затоа што ние мораме да бидеме сведоци, дека мораме да потврдиме дека сите држави во нашето окружување создадоа своји пријатели. Дека една претседателката на Косово, да речеме, Вјолца Османи, завчера пред неколку дена изјави дека Косово е најголемиот проект на Соединетите Американски држави и меѓународната заедница. Тоа ќе рече дека и албанците од Косово создадоа свој голем пријател. Ние сме сведоци дека и бугарите и грците, односно бугарската и грчката држава, имаат голем пријател во Британија, меѓутоа уште поголем во Германија, која ги создаде преку Отон I, баварскиот крал, кој беше првиот крал на Грција, и преку Сакс-Кобурзите, преку кои ја формираа Бугарија. Ние, за жал, од Србија, од друга страна, ја има, да речеме, Русија како свој пријател. Ние, за жал, не успеавме да создадеме пријател. Можеби наш природен пријател од големите светски сили требаше да биде Народна република Кина. Зошто? Затоа е единствена светска сила која не е историски обременета со односите на Балканот. Додека сите останати имаат вакви или онакви односи кон балканските држави, Кина никогаш немала историска обременетост, ниту имала подобри односи со Бугарија, полоши со Македонија, ниту подобри со Србија, полоши со Грција. Тоа ќе рече дека нашата дипломатија досега требаше да создава пријателства и требаше во тие пријателства да ја бара иднината Македонија. Од друга страна, ние подпаднавме под лажните тврдења дека мораме да го смениме името, мораме да влеземе во НАТО и да се бориме за влез во Европската Унија, затоа што, замислете, руското влијание ќе било погубно. Ами доколку една светска сила, како Русија, чека своето влијание во светот да го воспостави преку Македонија, преку малата Македонија, тогаш не можеме да зборуваме за сериозна држава. Но, да знаете, руското влијание на Балканот е барем 10 пати поголемо преку на Бугарија и преку нивниот претседател Румен Радев, барем 20 пати руското влијание е поголемо преку членката и на НАТО и на ЕУ Грција, која има нераскинливи пријателства со Русија и која се вооружува со руското оружје и да не зборувам колку пати поголемо преку Србија. Тоа ќе рече дека нас на опозицијата, на македонските патриоти ни беше оневозможено да ја зборуваме вистината, затоа што веднаш пиар мајсторите од СДСМ зборуваа дека ете, ние се залагаме за руско влијание, дека руското влијание ќе уништи Македонија и така натаму и ние се откажавме и од една придобивка од гасоводот кој требаше да и носи пари и да и носи енергетска сигурност на Република Македонија. Имаме уште многу прашања, се надевам дека сите ќе ги поминиме. Овие од власта се обидуваат да ни ја продадат приказната дека живееме во најважниот период за Македонија во контекст на влезот во Европската Унија и НАТО. Дали навистина живееме во најважен период или пак живееме во заблуда и во најсрамниот период за Македонија, имајќи ги во предвид сите велепредавства што и ги направија на Македонија пред се од страна на оваа власт, а како последица на погрешното водење на политиката, но и на избор на погрешни политичари кои се со заробени умови, кои се уште го живеат сонот на комунизмот? За жал, ние навистина живееме во едно историско време, меѓутоа не заради нашиот влез во Европската Унија и во НАТО. Ние треба да сме начисто дека постои основен интерес на една држава, тоа е постоењето на државата, на нацијата и на второстепени интереси се интересите за осојузување. Дали тој ќе биде воен сојуз, дали тој ќе биде економски, условно речено, економско-политички сојуз како Европската Унија, тие се второстепени, тоа се секундарни интереси на една држава, дека ние ги живееме историските премрежења, ги живееме, меѓутоа повторно ќе речам, истите оние луѓе кои до 90-тата почнаа да се пишуваат, немајќи ниту желба, ниту чувство за своето македонско потекло, се пишува, вие знаете дека до 90-тата, некаде во 80-тите години започна да се запишува новото државјанство југословен. Најголем процент запишани југословени од тогашните југословенски републики имаше точно во Република Македонија. Тоа беа луѓе кои не го чувствуваа своето македонско потекло и за кои Македонија не значеше ништо. Тие истите денес
сакаат да се представат како европејци или европјани, како сакате наречете ги, бришејќи го целосно своето македонско постоење. И јас овде ќе ми дозволите, меѓутоа морам да искористам една шега, кога една учителка, нормално од оние учителки кои учествуваа во реклама за референдумот да се излезе за и да се гласа за промена на името, влегла во едно училиште, ајде се и училиштето ќе биде некаде во општина центар, каде што најмногу живеат такви луѓе, европејци, и ги прашува децата, едно по едно, што си ти, јас сум вика европеец, што си ти, македонец или европеец, и така сите. И на крај едно последно детенце, најсиромашно, така го прашува ти што си, тоа вели јас сум македонец. А зошто си вели македонец? Па затоа што вели прадедо ми се родил како македонец, дедо ми се родил како македонец, татко ми се родил како македонец и јас сум македонец. И учителката, бидејќи нели од онаа страна, за да го посрамоти и а добро му вели, ако прадедо ти се родил како идиот, ако дедо ти се родил како идиот и ако татко ти се родил како идиот, што ќе беше ти сега? И детето вели, па ќе бев европеец. СДСМ и ВМРО. Тоа е за да ги насмееме малку нашите гледачи. Ама и ќе мора да побрзаме, ако може. Ќе се обидеме. СДСМ и ВМРО ДПМН ги избраа своите лидери минатата недела. На тронот на СДСМ застана Димитар Ковачевски, а Христијан Мицковски го забетонира вториот мандат како лидер на ВМРО ДПМН. Како ги оценувате овие два конгреса преку една ваша кратка анализа, но и ваше видување за огромниот број на неважички гласачки ливчиња при изборот на лидер на СДСМ, кои беа преку 600? Ајде најпрво за СДСМ ќе кажеме дека навистина ниту човекот е лидер, ниту може да биде. Човекот е избран за председател на СДСМ. Лидерството е нешто друго. Лидерството подразбира да имате можност да ги обедините, да го обедините целото членство и да тргне по вас. Самиот резултат дека половина од луѓето кои требало да гласаат не излегле на гласањето на неделата и не гласале, јасно говори за лидерските спои, меѓутоа јасно говори и дека членството на СДСМ во еден добар дел ја препозна играта на Зоран Заев за да си намести свој човек. Па вчерашната реакција на Радмила Чекеринска е веќе јасен показател за тоа што се случува во СДСМ и дека таму едноставно еден дел од членството е незадоволно и ќе излезе, ќе се оттргне од новото лидерство. Од друга страна во ВМРО ДПМН постоеше можност и постоеше опасност, она што го говорев и на некои од нашите минати емисии, да СДСМ успее во својата намера да предизвика водреден или редовен конгрес на кој Мицковски ќе беше тргнат и ВМРО ДПМН и опозицијата ќе се занимаваа сами со себе, со што ќе им овозможеше на СДСМ непречено владење. Меѓутоа, победата на локалните избори го осуети таквиот план на СДСМ. Мицковски се избори за својот нов мандат и познавајќи го верувам, искрено сакам да верувам дека ќе успее во намерите за создавање на новиот патриотизам, за создавање на една десна коалиција на македонските, албанските, бошњачките, српските и не е битно какви понатаму се политички партии и дека конечно ќе успееме да го започнеме процесот на излекување на Република Македонија од калта во која трговецот Зоран Заев ја внесе оваа држава. Специјалниот представник на Зоран Заев, професорот Владо Бучковски, во една од неговите изјави рече дека да не им се дозволело на националистите да дојдат на власт, аудирајќи на опозицијата. Ако тргнеме од тезата дека национализам значи сакање на своето, поточно љубов кон својата нација, не посегнување кон туѓо, но и од тоа дека антипод на национализмот е интернационализмот, господин Ангеловски, дали зборовите национализам и националист се навредливи и со опасни чувства, како што ги замислуваат овие од оваа ненародна власт на чело со премиерот во оставка господинот Зоран Заев и тие околу него, и дали недоразбирањата со Бугарија ќе се решеа многу побрзо и без проблеми, доколку и од таа нивна страна се националисти, а не национал-шовинисти. Па сега вака, кога за национализмот ви зборуваат осудени лица, криминалци, како Бучковски, како Заев,
тогаш веќе одма треба да ви биде јасно дека тука нешто не е во ред. Јас национализмот, ќе се обидам многу кратко да кажам како го сваќам. Сватете ја вашата нација како вашето широко семејство. И сега доколку вие сте добар домаќин и работите, придонесувате, носите дома за вашите деца, за вашето семејство, ги школувате, им овозможувате се, тогаш вие сте добар домаќин. Доколку пак се заложите за вашето пошироко семејство, за вашите соседи, за вашите собраќа, за вашите сограѓани, тогаш сте вие националисти, тоа не чини. Национализмот е домаќинлук во една поширока смисла, што се однесува до бугарскиот однос и тоа какви би биле до сега резултатите. Ние за жал во Бугарија имаме еден комплекс, кај бугарските политичари имаме комплекс на македонско потекло. Ние сме сведоци дека 90% од бугарските граѓани се со македонско потекло. Ние сме сведоци дека дури јас разговарав со луѓето кои живеат на потегот меѓу Разлог и Велинград. Тој потек е еден од најубавите со високи планини, таму се пределот Јундела и така натаму, каде што живеат според бугарската евиденција помаци, а тие велат ние сме македонци муслимани. Значи, сакам да ви кажам дека еден огромен дел од бугарското население е со македонски корени и едноставно постои комплекс кај нив за нивното македонско потекло, а воспитувани и школувани во склад со големо бугарската политика, тие сега едноставно не можат да ја прифатат вистината за сопственото македонско потекло. Како ќе го прокоментирате одговорот од страна на шефот на македонската дипломатија, господинот Бујар Османи, кој на поставено прашање од страна на новинарот на една национална телевизија во Македонија, кое прашање гласеше, цитирам, што прави Македонија за правата на македонците во Бугарија, завршен цитат, без двоумење и што би се рекло без око да му трепне, изјави: Уставот на Бугарија не предвидувал постоење на етнички малцинства, при тоа заборавајќи дека Македонија досега за време на оваа власт, во која партиципира и лично тој Бујар Османи, неколку пати го промени македонскиот устав и тоа само со цел да им удоволи на комшиите. Дали понижувањето на македонците има дно или и тоа, како и се друго, се наоѓа во бездна? Значи, преска рековме, нели, дека не може Бујар Османи да го боли срцето за македонските интереси, онака како што вас и мене. Нормално беше да одговори дека ние ќе побараме отварање на Уставот на Република Бугарија заради внесување на етничките малцинства и нивните права. Доколку тој Бујар Османи 2001-та беше подготвен со пушка в рака или неговите колеги, ако тој не бил способен, не е битно, неговите колеги, пријатели од УЧК кои денеска во костуми Армани се влада во Република Македонија власт, доколку беа подготвени да излезат и со пушка, со оружје, одземајќи го основното човеково право на македонските бранители, правото на живот, да се борат за права, за некакви права на етничко малцинство, тогаш доколку постоеше принципиелност во неговото делување, тој ќе требаше да рече дека ние ќе бараме од Република Бугарија да го отвори уставот и да ги внесе малцинствата, онака како што со пушка се бореше овде, сега по дипломатски пат да се бори за правата на македонското малцинство во Република Бугарија. Господин Ангеловски, разговоров сакаме да го завршиме со 10 блиц прашања и 10 одговори, ако е можно за 10 минути или помалку од 10 минути. Ќе се обидеме. Пред 10 дена бугарскиот историчар Андреј Димитров, кој е дел од мешовитата комисија, поточно председател на таа комисија од бугарската страна, која преговара, но и поранешен амбасадор од Бугарија во Македонија, изјави дека немало ниту еден историски доказ за постоењето на македонски народ и македонска држава. Дали со ваквите изјави Бугарија ја води петтата војна поред за Македонија и дали овој пат ќе успеат да ја добијат, секако се разбира благодарение на Заев и неговите околу него, за разлика од претходните 4 кои ги загубија? За жал, точно е дека Република Бугарија ја води, може би решавачката војна за Македонија. За жал, повторно ќе речам, точно е дека меѓународната заедница ја прифаќа таа и таква војна и за жал
постои подготвеност во Република Македонија да се потпише капитулација на таквата војна и од тука јас сум исклучително загрижен дека Бугарија овој пат ќе успее да ја добие таа војна. Како ќе го објасните поклонувањето на Димитар Ковачевски пред досегашниот лидер на СДСМ Зоран Заев за време на прогласувањето на победникот од внатрепартиските избори за лидер на партијата? Па не знам дали воопшто има потреба да се толкува, самото поклонување е само по себе истолкувано во односот негов кон Заев. Меѓутоа, ајде да бидеме сериозни и да кажеме дека тоа се луѓе кои се поклонуваат пред авторитети. Ами се сеќавате како Заев ја даваше вратоврската, па како го бацуваше пенкалото на Столтенберг, се тоа исто така изрази на полтронство, изрази на поклонување. Нормално е него да го замени човек кој исто така ќе се поклонува пред за него големиот авторитет Зоран Заев. Премиерот во оставка Зоран Заев пред некој ден ја повтори неговата изјава во стилот "си одам, ама не си одам". Му верувате ли на Заев дека ако не сме добиле датум за отпочнување на преговорите ќе си заменел од премиерската позиција и дали неговото заменување ќе ги промени нештата имајќи во предвид дека Заев од позиција на сенка ќе биде премиер контролирајќи го новиот мандатар Ковачевски? Значи, јас сега сум убеден дека Заев ќе се повлече од функцијата, меѓутоа бев убеден тогаш дека тој ќе се повлече, меѓутоа не давајќи предвремени избори и не давајќи можност желбата искажана на народот на локалните избори да се преточи и во резултат на нови предвремени парламентарни избори. Од друга страна, Ковачевски не само што нема да биде премиер, јас кој знае по кој пат повторувам дека Република Македонија ја води ДУИ, дури и Заев беше нивни заложник, и Заев ова сето го играше на нивно барање, Заев ја повлече оставката на барање на ДУИ, Заев се што прави на барање на ДУИ, затоа што ДУИ е тој кој го донесе насила и антиуставно на власт во 2017-та, ДУИ е тој кој го одржува на власт, ДУИ е тој кој со криминали му овозможува и на Заев преку криминални дејанија да се стекнува со богатство и од тога Ковачевски ќе биде само марионета во рацете на ДУИ. Како ќе ја прокоментирате изјавата на бугарскиот европратеник Џамбаски дека Македонија е Бугарија и е втора бугарска држава, па затоа бугарскиот став не може да се смени во однос на Македонија поради притисок од некои западни партнери или од некоја конјунктура, па дури и од финансиите од европските фондови. Дали ова негова изјава беше упатена само до новиот бугарски премиер Кирил Петков или повеќе до Европската унија и до македонските власти? И дали оваа негова изјава не е говор на омраза? Знаете, тие се крајно несериозни изјави од крајно несериозни политичари, меѓутоа внесуваат смут во односите меѓу двете држави. А што се однесува до вистината, јас кој знае по кој пат ќе повторам, Република Бугарија е втората македонска држава. Значи, кога на крајот на 19-тиот век, заради потребите на Британија и Франција, да се одземе моќта на Отоманската империја, се формираат мали државички, како во арапските, сите арапски држави тогаш се формирани заради да се одземе моќта на Турција, на Отоманската империја, исто така и балканските држави, според весфалските правила се формира таа така наречена нација држава, се омеѓува државата Бугарија во која влегуваат како бугарска нација сите кои во моментот живеат таму. Единствена жива нација со огромно мнозинство, единствен жив народ со огромно мнозинство од тогашната бугарска држава е македонскиот народ и единствен жив јазик кој во тој момент се зборува таму е македонскиот јазик. И така тие стануваат официјална бугарска нација и официјален бугарски јазик, но тоа е уште еден податок, уште еден факт дека е тоа втората македонска држава која за жал заради потребите на Британија и на Франција е прво формирана, а втората, она матичната, се формираше, односно се возобнови дури во 90-тата. Од ВМРО, ДПМН и коалицијата упорно се бараат брзи предвремени избори, а они од власта упорно одбиваат такво нешто, оправдувајќи го дневниот став дека време било да се посветат на економијата за да испорачаат резултати. Кон каде ќе се насочи кантарот? Ќе има ли или нема да има предвремени парламентарни избори?
Знаете, економските резултати кои еве ни ги испорачуваат веќе 4 години ја доведува Република Македонија на последното место во Европа по личните примања, по стандардот на граѓаните, а ја доведува на прво место по економската криза, ја доведува на прво место по енергетската криза и од тука е дури ненормално некој во Македонија да очекува какви да е резултати кои би ги испорачала оваа влада. Меѓутоа, уште еднаш ќе кажам, најверојатно предвремените парламентарни избори ќе ги предизвика ДУИ, оној кој владее со Република Македонија. Зошто? Затоа што во овој момент, откако направи раздор во албанската опозиција во Република Македонија, на ДУИ му се потребни брзи предвремени избори некаде на пролет, при што повторно ќе биде единствената сила меѓу македонските албанци, и повторно ВМРО ДПМН ќе биде принудена на коалиција со ДУИ. Тоа ќе биде играта на ДУИ, тоа ќе бидат предвремените парламентарни избори. Би сакал времето да ме демантира, меѓутоа за жал она што се случи со Кастриот Реджепи, она што се случи со влегувањето на алтернатива, ми дава за право да размислувам така дека ДУИ така маестрално изигра во својот албански блок, што негово ќе биде барањето за предвремени парламентарни избори и повторно влегување во влада со ВМРО ДПМН. Ако му дозволат. Не, видете, не треба да дозволите. Бројките се тие кои дозволуваат или не. Доколку вие имате 50 пратеника и сите останати имаат 7, а ДУИ има 17, вие мора да коалицирате со него. Тоа е, за жал, се воспостави. Македонскиот народ треба два пати да мисли кога ќе застане зад параванот да не дојде до тоа. Ете, тоа е вистината. Пред неколку дена имаше видео конференција помеѓу председателите Владимир Путин и Џо Бајден, а пред 2 дена Путин разговараше и со кинескиот председател, со што го зацврстија руско-кинескиот сојуз. Дали овој сојуз е насочен против САД и членките на НАТО, односно Европската унија? И уште едно прашање поврзано со ова, вие како добар познавач на светската глобална геостратегија и геополитика, што мислите, дали на повидок е нов конфликт Русија-Украина и како ќе се постави Македонија како членка на НАТО? Знаете, Соединетите Американски држави упорно инсистираат на целосно вооружување на Украина. Видовме сега дека Сенатот одобри нови 450 милиони долари за вооружување на Украина. Се трупа оружје и се трупаат сили. Црноморскиот регион стана исклучително опасен за избувнување на една несакана војна. Од друга страна, Русија нормално во својата сопствена држава, на границите на кои некој 12.000 километри подалеку и трупа вооружување, нормално е и Русија да го натрупа вооружување. Меѓутоа, една мала искра може да предизвика несакани последици. Од друга страна, тука е Тајван и тука е кинеското инсистирање. Значи, тоа се трите горливи точки во моментов. Тајван и кинеското инсистирање да го врати во својата заедница. Тука е Украина, преку која сокомичарот Зеленски, повторно ќе речам, се дестабилизира тој дел, црноморскиот базен, и тука е на крајот на краиштата и Иран, кој секогаш представува една опасност и закана за светскиот мир. Соработката на Русија и на Кина е двојно поголема закана за Соединетите Американски држави, бидејќи нивните стратези се свесни дека во заедничка битка против Русија и Кина ќе бидат поразени и сега ти одат на можноста таа симултаност да ја растурат, односно да почнат со мали закачувања, посебно со Кина, посебно со Русија, и ќе видиме. Меѓутоа, искрено мислам дека на светот и на човештвото не му се пишува добро и дека за жал и вашата Австралија во која живеете, преку оној аукус, преку договорот, веќе влезе држава која може би беше единствената извлечена од овие светски недоразбирања, сега успеа да ја вовлечат во
ваквите сите можни воени разврски. За последно прашање ќе ги искористам нешто што вие начинавте во текот на вашево излагање вечерва. Ако го анализираме потеклото на врвните политичари во Бугарија кои во овој момент управуваат со државата, ќе забележиме дека скоро сите се со македонско потекло, а истото се провлекува од самото создавање, односно денот кога Бугарија е прогласена за држава. Председателот Радев е роден во Димитровград, а името на градот е по македонецот Георги Димитров, кој бил по потекло од селото Славјаново. Премиерот Кирил Петков пак е од градот Пловдив, кој град го нарекуваат град на македонците и е основан од Филип II Македонски. Или се викал Филиполис. Да. И досегашниот премиер Стефан Јанев е со македонски корени и доаѓа од најмакедонскиот град во Бугарија, Пловдив. Новиот председател на Бугарија, на бугарскиот парламент, 34 годишниот Никола Минчев, е исто така со македонски корени и доаѓа од Велес. Судбина ли е ова или проклетство да не можеме Билден да видиме од оваа соседна држава? Па не знам дали треба воопшто коментар. Вие со самото тоа што ги изнесовте местата на раѓање на сегашните актуелни бугарски политичари кои треба да одлучуваат прво за бугарската држава, а потоа и за односот на бугарската држава кон македонското прашање, веќе самото тоа и дадовте одговор. Јас пред да кажам, сите тие живеат со комплексот на македонското потекло. За жал, воспитани во една големо бугарска политичка ситуација и обкружување, а свесни за своето македонско потекло, свесни за тоа дека, за оно што сум и јас свесен, дека најблиски народи се народите во Република Бугарија и во Република Македонија, токму заради тоа што едните и другите имаат македонско потекло или македонски корени. Од тука се е јасно, но не е јасно само дали ќе успеат да се оттргнат од велико бугарската агенда и да почнат да го прифаќаат македонското потекло како нешто благословено, како нешто од Бога дадено. Бугарскиот председател Румен Радев за време на неодамнешниот престој во Брисел го потврди цврстиот став на бугарската декларација и дека не отстапуваат од барањето бугарите да влезат во македонскиот устав, истовремено ја обвини Македонија за неприменување на основните принципи и вредности на Европската Унија, како што се човековите права и недискриминацијата. Каков е вашиот став по ова и дали Македонија треба да побара реципроцитет? Повторно ќе речам, не е проблем во ставовите на Радев. Проблем е во тоа дали меѓународната заедница ги прифаќа и дали во Македонија има некој кој ги одобрува. Значи, ако се вратиме наназад во влегувањето на Република Бугарија во Европската Унија, па ние сме сведоци дека ниту едно барање не беше поставено пред нејзе, ниту се бараше почитување на човековите права, на малцинските права. Значи, ништо, едноставно заради потребите на Соединетите Американски држави и нивниот излез во Црноморскиот базен, влегоа Бугарија и Романија без да се побара било што. Значи, меѓународната заедница има двојни стандарди и доколку нејзина потреба е некоја држава да стане членка на оваа или онаа асоциација, независно која, тие се подготвени да преминат преку се. И тоа, за жал, тие двојни стандарди се прекршија на Република Македонија, но само заради едно, затоа што 30 години Македонија ја водат безалтернативни политичари, кои не сакаат ниту да размислуваат на некаква поинаква алтернатива, освен да бидат послушници на американските барања, и од друга страна, на последниве 4 години, кога се изнајде човек, значи, никој 28 години, никој во светот и во меѓународната заедница не очекуваше дека ќе се најде нормален човек во Македонија кој ќе го потпише ова што се потпишува. Еве, се најде човек кој тоа сето го прифати. Во последниве неколку денови научната фела е се погласна за прекинување на преговорите со Бугарија и распуштање на комисијата. Каков е вашиот став? Мојот став е дека научната фела малку доцни со тоа сето, дека таа истата учествуваше, или еден огромен дел од научната фела учествуваше во таа така наречена шарена револуција, во дестабилизацијата на Македонија и во носењето на Зоран Заев на власт, и дека е делумно
во еден добар процент виновна за сето ова што ни се случува, дека во многу придонесе, вие гледате, има многу денес луѓе кои припаѓаат на таа така наречена научна фела, кои се пишман заради тоа што па викаат уште 100 пати да се родам, не би учествувал повеќе во таква шарена револуција и не би помогнал да го донесам заедно. Од тука, за мене ова сето е задоцнето, исклучително задоцнето, затоа што веќе ѓаволот си дојде по своето и веќе не верувам дека и научната фела ќе може со чест на исклучоци, на луѓе кои останаат доследни, на луѓе со интегритет, кои се борат цело време, меѓутоа не верувам дека може да придонесат, знаете што, дали пироманот може да биде добар пожарникар, дали оној кој подметнал пожарот може да дојде и да изгаси куќата. Ете, тоа се случува денес со нашите пишманаджии. Како ја свативте понудата на господинот Мицковски за технички премиер на евентуална техничка влада, која би ги организирала предвремените парламентарни избори, да биде токму господинот Африм Гаши од Алтернатива? Па, знаете што, Мицковски, според она колку што јас го запознав, е еден прекрасен човек, еден човек исклучително паметен, образован, меѓутоа човек кој знае понекогаш повеќе од колку што треба да им верува на луѓето и во таа своја верба неколку пати веќе има погрешено. Мислам дека јас лично не би постапил така, ниту би му понудил, ниту би го повикал. Меѓутоа Мицковски е човек со интегритет и сепак ќе се обидете да го прашате него за таа негова. Јас мислам дека беше прашањето, мислам од барањето беше поставено во една друга конотација, меѓутоа не сакам да зборувам за тоа сега, ќе го прашам кога ќе дојде, ама сум убеден дека во тоа ради оние исклучување што се направија во тоа, влегувам одавде, излегувам одавде, па сега иде. Така јас го сватив тоа. Да. Задоволство. Да не коментираме нешто кое Так, не му е местото. Задоволство причини како и секогаш и ова ваше учество во Македонски корени, господине Ангеловски. Верувам и овој пат нашите слушатели со внимание не изслушаа. Ви благодариме, имајте си убав викенд, пријатно до слушање и секако довидување во некое наредно време, наредна емисија овде на Македонски корени. Се надевам дека подотворивме уште некое затворено прозорче за нашите слушатели и гледачи. Еве накрај да ви посакам среќни божични празници, се најубаво во новата година и се надевам дека здрави и живи во новата 2022 ќе имаме можност вака да поразговараме. Така, возвратени честитки до вас, остануваме во контакт. Секој е добро. Пријатно. Довидување. Пријатно.